Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Светлия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, братья и сестры, главна тема на денешното евангелско четиво е темата за послушност. Колка ви се плодовите на послушност можеме да видиме от денешното евангелско четиво. Христос на своите апостоли крај Генисаретското езеро ги среќава, разговара со нив, им дава послушание да отидат со корабите, двата кораби, подлабоко во езерото и да ги фрлат своите мрежи. Светиот апостол Петар, која ја чу таа заповед, се задума малку и му каже на Христос: Учител, та ние цела ноќ ловевме риба и ништо не улови. Ама од љубов кон те ќе отиде, ќе те послушам. И отидо, ги фрлија мрежите. Светиот апостол Лука, кој што не бил сведок на тој настан, еден од сведоците на тој настан е светиот апостол Јован, и тој детално го опиша богатиот улов на риба. Свети апостол Лука пак слушал од свети апостол Петар и се трудил што е можно поверодостојно да го пренесе неговото кажување. Уловот бил толку богат, мрежите биле преполни со риба и од тежината на уловените риби се скинало. А потоа уловените риби ги наполниле двата кораби и едва стигнале на суво, бидејќи постоела сериозна опасност да потоне. Па гледај, колкави се плодовите, односно резултатите на послушност. Послушноста, браќи и сестри, не е присилен чин. Таму каде што имаме присила, немаме послушност, туку насилна покорност. Послушанието е израз на љубовта и слободата на човек. Христос им кажа да одидат и да ловат, знаеки за неуспехот од претходниот улов. Но сето тоа го побара од нив за да ја провери нивната љубов кон својот учител, да ја провери нивната послушност. И тие, по-човечки размислувајќи, не гледале надеж дека нешто ќе фати, а имајќи љубов кон својот учител, имајќи вера и доверба во својот учител, отишле и се случи големиот лов на риби. Христос потоа преку еден од апостолите на сите им порача: денеска ловевте риби, ама од денеска натаму ќе ловите души човечки. Со што апостолите ловеа души човечки? Со лукавства, со подлости, со мудрости, со лаги, со нудење
lažnih vrednosti, ništa od toga se razbije. A koja beše mrežата со која што тие го уловија сиот свет? Мрежата на верата Христа. Ткаена од љубовта, слободата и послушност. Од тие конци исткаената риба, мрежа рибарска, апостолска, беа во неа фатени сите добри луѓе на планетава Земја и денеска, браќи и сестри, нема континент, нема земја во која што Црквата Божја не е присутна, во која што името Господње не се слави со сето срце, со сиот ум, со сета душа. Потврда за мокта на доброволната послушност е и денес славената цветителка Параскева, Петка Епиватска. Каде го гледаме резултатот на незината послушност кон Бог? Хајде претходно да кажеме неколку збора за неа. Потекнува од богато и угледно семејство. Покрај неа родителите имале уште еден син, Ефтим, братот на света Параскева, света Петка, кој што бил умен, образован, длабокоумен, мудар, подвижник. И од млади години целосно на Христа Бога му се посветил, така што примил монашки подстриг. Квалитетот на неговиот духовен живот, неговата умност и ученост, Црквата Божја ја забележала и го произвела за епископ на местниот град. Сестра му, Петка, пак ја краселе истите тие особини, но иако со сето срце свое му се предала на Христа Господа, не сакала да го напушти домот на своите родители до нивната смрт. Откако се упокоиле незините родители, таа го напуштила татковото огниште и примила монашки подстриг. Во обширното житие на света Петка можете да видите за каква и колкава чудесна душа се работи. За незината целосна посветеност Богу. И така осветена и просветена од несоздадените благодатни сили Божии, таа растела во Христа. И сега доаѓа моментот за кој што сакав да ви зборувам, за незината послушност. Откако го постигнала зенитот на својот монашки подвиг, добила заповед од светиот ангел да напушти Јорданската пустиња, каде што се подвизувала, и да се врати назад во родниот град, каде што е родена во градот на незините родители Епиват, недалеку од Цариград. И таа воопшто не се мислела, не се двоумела дали да го послуша барањето на светиот ангел. Веднаш се вратила дома, во градот свој, каде што го продолжила својот подвиг од Јорданската пустиња. Во меѓувреме,
na ove naši nemirni balkanski prostori se su čuvali golemi vojni, neprijateljstva. Gledajte, i toga ne bilo po inaku od koliko danes. Što se upokojila, ne znate, sveti mošti od Boga čuvani, vo neraspadljivost, bile noseni niz različni državi i narodi, za da bidat sočuvani i spaseni od opasnosta neprijateljite naverata naša da gi uništi. Така тие многупати биле во Трново, во Бугарија, потоа во Белград, во Србија, наша соседна. А денеска, од низините нераспадливи мошти се чуваат во Романија, во градот Јаш. Митрополитот на тој град, епископот на тој град, е мој школски другар од Париз, владиката Теофан. Богу посветен човек, длабоко умен, образован, доктор по теолошки науки, а и волен подвижник, следи златните правци на романското аскетско подвижничество. Тој е еден од најдобрите представители на тој стил на живење во романската православна црква и достоен архиерей да ја чува нашата света петка, во која што само годинава на празникот славен по нов стил пред 13 дена, во Јаши се собра повеќе од 300.000 верници. И не само од Романија, туку од цел православен свет. Светителката Петка е мокна, силна пројава на Духот Свет. Неа и приоѓаат луѓе кои што страдаат од тешки телесни, душевни и духовни болести. И денеска таму може да се види она што го читаме во житијата на светите. Бесомачни, врзани во синџири, штом ги стават врз телото од преподобната мајка Параскева, се смируваат како јагниња, кротки, и ко кротки јагниња си одат дома. Тоа многу наши православни браќи и сестри од Македонија со очите своји го виделе. Биле сведоци на тие настани. И ни оставиле филмски записи за тие чудеса што се случуваат над моштите од светата и преподобна мајка наша Параскева. Да си ја сакаме, да ја чуваме, да и се обраќаме молитвено и од неа да бараме помош за сите наши реални потреби. Внимавајте, фразата реална потреба е многу битна во сето тоа, зашто во нашите умови се раѓаат секакви потреби. Не би сакал на таа тема во оваа беседа да зборувам, бидејќи сите тоа го знаеме, многу добро го знаеме, бидејќи во главата на секој од нас се случува тие искушени, а и тоа што е реална потреба наша и до која што претешко се доаѓа. Ако го немаме за свој поддржател и помошник, самиот Христос, и од него охристосените, обожените свети души и жители на небесниот град, претешко е да го добиеме тоа, без што нормално и природно се живее во овој свет, ракотворен од рацете Господни. Амин.